Така, се враќаме повторно во студиото, како што споменав, минути за културата, за филмската уметност. Во наредните денови нашата публика ќе има можност да ужива во вистинско патување низ светот на француската кинематографија. Свечено ќе биде отворен фестивалот на францускиот филм Корзика во фокус во среда на 17 јуни. За деталите на самиот фестивал, за онаа креативност што е направена и нешто што ќе биде навистина на представено на филмското платно, ќе ни каже нашата гостинка Дејана Поповска, македонска актерка, која што живее на релација Скопје-Париз. Нема да погрешам така ако речам. Нема грешки, се е вистина. Така, добре дојде Дејана, ти благодарам што издвои време. Знам дека овие денови има многу активности, особено поради фактот што навистина за љубителите на филмската уметност ќе се случува еден преубав настан, фестивал на францускиот филм Корзика во фокус. Интересен наслов, што се ќе можат љубителите на филмската уметност да видат и што ќе биде печатот практично на овој фестивал. Вака, значи се работи за 3 филмови кои што се викаат Кралство, Фотографка и Мохиканец. Тоа се значи имаат заедничка линија која што ги поврзува тоа дека говорат за Корзика. Кралство и Фотографка беа дел од селекцијата на Канскиот филмски фестивал 2024 година, а Мохиканец беше дел од селекцијата истогодишна на Филмскиот фестивал во Венеција. Сега, како дојдовме до баш оваа тема и овие филмови конкретно е дека целта на овој фестивал е меѓу другото да се донесат филмови кои што во Франција прават многу бука, но на природен пат без некој да ги довлече за уши не би се нашле на нашето поднебје на некој начин. А ние, гледачите кои што ќе имаат прилика да ги гледаат филмовите, ќе забележат дека имаме многу заедничко со темите кои што се обработуваат во овие филмови, така што не ги носиме заради тоа што има контраст, туку напротив заради тоа што мислам дека во многу од темите нашите гледачи ќе може да се препознаат. Каков спој на жанрови ќе видиме? Вака, значи, тоа се филмови кои што започнуваат како драми, а потоа се претвораат во некоја врста на трилер, да речеме. Првиот сега ќе се обидам да кажам по нешто без многу да откријам, но например Кралство ја третира баш таа контрадикција измеѓу бидувањето лош човек, а паралелно добар татко. Мохиканец започнува со тоа што на последниот од овчарите на едно корзичко брдо ќе му дадат понуда што не сака да ја одбие, да му го откупат земјиштето за да направат зграда. Така што, нели, потоа филмот оди во насока каде што решил да го однесе режисерот, но мислам дека темите, кога би се променил јазикот, би можеле и на македонски да се случат. Така, нешто што ќе се препознаат, нели, спомена секој од нашите граѓани ќе најде по некоја нишка каде да се препознае. Ова издание се организира, интересно е, по пауза од 9 години. Спомена ќе понуди навистина значајни филмски остварувања. Зошто толков период временски? Вака, сега јас не би можела да одговарам за одлуките што се носеле додека јас сум била во средно, но мислам дека тоа што еве да коментираме повеќе за позитивното, директорот на Францускиот институт Грегоар Жислер има навистина многу добар вкус за филм. И ние, мислам, самиот овој фестивал се роди по нашиот разговор, брейнсторминг, во кој што дојдовме до заклучок дека значи Франција има еден таква моќ да го врти прстот кон себе си. Значи државните фондови инвестираат во филмови кои што го
ја критикуваат самата држава. Секогаш се социјални теми, секогаш се теми кои што би го ставиле под знак прашалник самиот систем и разговарајќи со Грегоар, дојдовме до заклучок дека постојат одреден тип на филмови кои што би сакале тука да ги покажеме и се тргна од филмот Кралство, но потоа нели на шала дојдовме до заклучок, велам па корзиканците тоа се една врста на француски балканци. И зошто да не им посветиме повеќе време? Од друга страна, еден од главните актери на филмот Мохиканец, Алекси Маненти, е олицетворение на овој концепт, значи неговата мајка е од Ловран, значи до Опатија, ние го знаеме тој регион по Вила Марија, кој е доволно стар да ја гледал таа серија, а татко му е од Корзика, така што тој самиот има изградено цела една кариера, подпирајќи се на своите корени. Иако е роден во Париз, филмографијата негова е изградена преку улоги каде што игра или србин, или хрват, или корзиканец. Сега тој, например, преку тие улоги има два пати стигнато до Оскари со филмот Клетници во 2019, потоа со филмот Човекот кој што не знаеше да ќути, од Небоша Слепчевич, кој што е хрватски режисер. Тој филм зема Златна палма за најдобар краток филм, а потоа отиде и на Оскари во селекцијата исто така најдобар краток филм. Нашата публика го знае по Чувари на формулата од Драган Белогрлич. Така што мислам дека ќе имаме и публиката, како и филмските професионалци, ќе имаат многу да разменат еве со оваа екипа која што доаѓа. Так, тоа сега ќе беше моето следно прашање, бидејќи она што ќе биде практично печат на ова издание е дека ќе има навистина еминентни гости од француската кинематографија и кои што ќе можат директно да се сретнат со македонската публика. Едно несекојдневно искуство за пренесување на информации, на енергија, на доживувањето кое што нели ќе биде на крајот после проекцијата на филмовите. Да, после секоја проекција ќе има кратка сесија на Q&A во кој што нели гледачите ќе може да се запознаат накратко со некои детали од процесот на правење на филмовите. Потоа ќе се снима исто така својвиден подкаст по теркот на Hollywood Reporter, едночасовна дискусија каде овие режисери и актери ќе се сретнат со нашите неколку од нашите режисери кои што се дел од новиот бран на македонската кинематографија. Понатака ќе известиме кога истата програма ќе се емитува, но јас мислам дека тоа што е интересно е тако, веќе зборуваме нели каде се сличностите, а каде се разликите. Алекси, кој што веќе го споменав, е некој кој што например не е официјално образован глумец, да речеме не бил во еквивалентот на француското ФДУ. А при тоа е некој кој што е сам, не му се тек така посрекило, сам е заслужен за кариерата која што ја има, носи добри одлуки, инвестира во младите режисери, не им пристапува арогантно, значи секогаш игра во кратките филмови на младите режисери кои што потоа стануваат постари режисери и неговата кариера, да речеме официјално на филмот почнала некаде на негови 40 години, така што јас многу би сакала тој да може да нели да сподели да го сподели своето патешествие и како се гради една кариера намерно, а не случајно. И не е се во рамки на формално образование, туку излегува од тие рамки, така, искуството можеби се гради баш низ. Да речеме дека во Франција филмските актери не секогаш доаѓаат од светот на формалното образование. Театарските многу почесто. Но бидејќи, ете да речеме, побарувачката е голема и индустријата е поголема, филмот повеќе сака луѓе со животно искуство, отколку луѓе со искуство на читање драми. Мислам дека баш заради тоа ќе биде интересно, правиме повеќе формати на можност за размена. Во агенцијата за филм во петок има исто така мастер-клас, во четврток го снимаме подкастот, после секој филм ќе
Q&A, така што ќе има повеќе прилики да се слушне за нивните процеси и начини на стварање кои што не секогаш се исти како оние кои што ги практикуваме овде. Така, практично многу е убаво да се види тоа емоционално влегување во ликот, да ви го пренесе токму тој што е, нели, што го работел и што го создал тој лик, го оживеал тој лик. Интересно е што еве 3 дена практично од 17 до 20 јуни современата француска филмска кинематографија ќе ја покаже уште еднаш, ајде да кажеме таа креативност. Интересно е што спомена дека посветеноста е сега на Корзика ќе биде во фокусот и ќе се отворат теми за она што можеби рече блиску ни е и нам, општествени судири, припадност, можеби до некаде и лична приказна. Сега, мене она што ме интересира, бидејќи и последниот пат кога беше, тогаш повеќе говоревме за тебе, за твоите нели почетоци, за твоите идеи, она што се случува на релација Скопје-Париз, колку е Дејана тешко вакви еминентни имиња да се донесат тука и колку е инспиративно да се работи заедно со нив? Колку е тешко. Видете, како што велат, мислам, негативен е примерот, но и за секоја војна има причина, но има и повод. И сега фестивалот е повод, но мене ми требале 10 години за да ги запознам овие луѓе. Сега во последните 2 месеци кога го договараме фестивалот, тешко или лесно, секој е различен. Некои луѓе креваат од прва на телефон, некој треба да им звониш 3 пати, но тоа е својствено не само за еминентните имиња, туку и за почетниците и за обичните луѓе, за македонците, за французите, за корзиканците. Така што тоа би било нефер од моја страна како организатор да откривам кој бил покомплициран, а кој бил поедноставен. Беше предизвик? Ајде така да го Знаете на кое ниво беше предизвик? Се случува, мислам, јас се соочувам со нешто еве веќе 10 години. Многу често сум првата македонка која луѓето ја запознаваат. Во Франција, во Париз, но и во филмската индустрија, и тоа е голема одговорност. Затоа што ти не се представуваш само себе си како човек, туку низ призмата на твоето битие ќе се створат една слика за земјата и најчесто немаат слика за истоимената земја, така што мене ми беше исто така важно надвор од рамките на филмската индустрија, на фестивалот и на Францускиот институт, дека знаете како тоа е ланчана реакција, цитираме првиот наслов на филмот на Драган Белоградич, но тоа е ланчана реакција во која што овие тројца режисери работат со тројца продуценти. На следните филмови можеби ќе работат со тројца други продуценти. Тие тројца имаат 3 различни дистрибутерски компании. Што значи тоа? Дека уште пред да дојдат, ги известиле сите тие луѓе дека одат во Македонија. И сега јас може да ги замислам тие конверзации на луѓе кои што викаат во тие продуцентски и дистрибутерски куќи, каде е тоа Македонија? И сакам да кажам, ќе дојдат тука, кога ќе се вратат, ќе можат да споделат искуства со сите тие луѓе, тие дистрибутерски продуцентски компании, работат и со други режисери. Така што тоа е предизвикот. Нивните филмови се снимени, тие ги презентирале. Ние сме срекни и Францускиот институт нели ја превзема таа одговорност да ги одбере тие филмови, да ги представи на публиката, се надеваме дека ќе и се допаднат, но од друга страна предизвикот е голем за тоа што овие луѓе ќе однесат со себе потоа. Во Франција, знаете какво е чувството, нели кога сме ние во процес на организација, не забележуваме, не дезумираме за да видиме што се случува одоколу, но пред некоја недела ми се јави известен пријател режисер во Париз и ми вели слушам одат корзиканците во Македонија кога доаѓаме ние. И процесот се шири, јас нели самиот настан го организираме како нешто со почеток и крај, но најважното е што ќе се случи потоа. Како што рековте, 9 години немало
фестивал на француски филм, но можеби во следните 9 ке има. И тоа ни е целта од двете страни сите да бидат задоволни од самата иницијатива и тоа да стане традиција и да продолжи да се повторува. Вистина дека е одсечката и диагоналата прецизна и интересна, сите ми велат од каде сега корзиканците во Македонија. Но мислам дека во иднина ќе можеме да правиме и различни тематски осврти во соработка со Францускиот институт и на тој начин да ја представуваме и нашата земја, а и нашите режисери, затоа што мислам дека македонскиот нов бран на филмови не е ништо помалку вреден од тоа што секоја година може да го видиме во Кан. Само, јас осеќам таква една одговорност да ги поврзам тие два светови со кои што јас имам прилика да соработувам, разговарам и разменувам искуства. Така, ова издание практично се одржува и во еден интересен моментум во контекст на француско-македонската соработка, бидејќи најавено е потпишување меморандум за соработка помеѓу Министерството за култура и за туризам на Македонија и амбасадата на Франција. Тоа ќе се случи на 12 јуни во Францускиот институт во Скопје. Практично отварање на нови перспективи и за соработка и за она што го нарече во однос на аудиовизуелниот сектор, во однос на филмот, во однос на кинематографијата, на креативните индустрии, на крајот од денот и на професионалната обука, уметничката, мобилност и размената на информации и на знаење, на она што си ти да речам мост помеѓу двете култури, двете земји, она што и на нам ќе ни остави едно богатство во однос на филмската индустрија и ним ќе им остави како домајкиниите и како градење на заедничка култура, почит и разбирање. Па, да, така е, значи беше потпишан меморандум минатиот петок на 12 јуни. Тој за сега не го опфаќа филмот како индустрија, но знам дека е еден интересен аспект од тој договор за соработка е баш архивирањето на телевизискиот материјал. Значи, Франција има огромна традиција на зачувување, еве сега како овој разговор кој што го имаме ние, да остане во известна архива и после некое време да се појави на YouTube после 20 години, нормално. Тука има селектори кои што ги бираат најважните разговори, емисии на обичното население, интервјуа на обичното население на улица, урбани интервјуа или пак да речам политички дебати и така натаму. Франција има една огромна машинерија и традиција на зачувување на сите програми кои што одат на телевизија или на интернет. И мислам дека таа соработка, јас не сум дел од тој проект, но од тоа што слушнав е дека ќе се одва во таа насока за нашите медиуми да научат од французите како истото нешто се архивира. Тоа е многу важно, затоа што е тоа доказ, мислам, и ние исто така може да се сретнеме со снимки на старо Скопје, например, кои што од време на време ќе ни се појават дали на нашиот Facebook, Instagram профил или на YouTube, но сега тоа би се одвивало на еден поорганизиран начин. И навистина е интересно, за подобро да се разбереме себе си во сегашноста, е важно да го познаваме нашето минато, како нашите предци се облекувале, како размислувале, како зборувале, за да убаво е да се запознае минатото, за да се знае како човек да се однесува во иднината. Мислам дека тоа е една неверојатна иницијатива. Јас сум бар многу осетлива на таков контент, да го наречеме. Знам дека неодамна налетав на некоја емисија каде што се зборува за односот на скопјаните со алкохолот, например. Мислам, и баш изненадувачки да се види дека и тие луѓе биле панк. Не сме го измислиле ние тоа први како генерација. Така што, да, и мислам, во моментот во Европа филмот стана многу национален, да речеме. Секоја држава си се гледа себе си во огледало. Има соработка на тема
финанси, се прават копродукции, но да речеме во 20-тиот век многу повеќе се случувало соработка на француски, италијански филм. Мене, мислам, желбата ми е, целта е голем збор, треба да се успее за нешто да се нарече цел, но желбата ми е исто така, затоа и ги одбрав овие режисери, бидејќи знам по нешто за нивните следни филмови. И ета, да не биде дека се онолку добри колку последниот, него онолку добри колку идниот филм, знам дека тоа ќе се интернационални проекти, дека зошто да не, можеби ќе им се допадне нешто од нашиот декор, природната убавина, или можеби ќе добијат желба да соработуваат со некои од нашите актери, можеби утре ќе можат да понудат соработка нивните продукции со некои од нашите режисери. Тоа е целта и мислам дека имаме сите да научиме едни од други, особено во момент кога светот е концентриран на раздвојување, а не на спојување. Така. Ти благодарам многу што беше денеска заедно со нас. Навистина импресивен фестивал кој што ќе не очекува. Верувам дека љубителите на филмската уметност, особено на француската кинематографија, ќе уживаат, затоа што има многу што да понуди. Убаво спомена, можеме многу да научиме меѓусебно од заедничките искуства, од градењето на меѓусебната соработка, и верувам дека ќе бидат големи импресиите на двете страни и повод повеќе повторно да се видиме во некоја следна прилика, да поразговараме за идните планови и можностите кои што самиот фестивал ќе ги понуди и за македонската публика и за македонските соработки во иднина со француската кинематографија. Ете, така може да кажеме дека картите може да се резервираат на веб страната на францускиот институт. И да, фала ви многу на убавите зборови. Сето дека има причина да се гледаме за убаво, ќе продолжиме. Така, благодарам уште еднаш.